Двете најголеми македонски градежни фирми Гранит и Бетон во соработка со италијанска компанија ќе го градат новиот клинички центар во Скопје. Изградбата ќе започне во јуни и би требало да заврши за 45 месеци. Комисијата која што ја водеше постапката, ја водеше во согласност со процедурите на банката и е во постојана координација со банката. И за секој чекор и одлука добиваше одобрение од страна на стручен тим на банката за развој при Советот на Европа. Вредноста на понудата, која што е избрана како најповолна, изнесува 4 милиарди 441 милион 431.604 денари или околу 72 милиони евра. Ова е вредност на понудата која што е добиена по корекција на аритметичките грешки, а вредноста на договорот како прифатлива и е во рамки на достапниот, односно предвиден буџет, и така е оценета од Банката на Советот на Европа. Министерот Тодоров за новиот клинички центар вели дека ќе биде најсовремен здравствен објект во регионот. Далеку поефикасен и полесен пристап до амбулантите, чекалните, лифтовите и елеваторите во однос на досегашните долги патеки на движење кои мора да ги поминат пациентите и персоналот. Како за илустрација, вкупниот простор на чекални и ходници, нови тоалети за пациенти, гардероби за пресоблекување и други простории потребни за престој на пациентите се протега на над 3.500 метри квадратни нето површина, со што драстично се зголемени капацитетите кои се директно неопходни за пациентите. Останатиот дел од приземјето, од околу 4000 метри квадратни, е амбулантен дел, што е исто така значително подобрување на капацитетот на амбулантите и собите за интервенции. Според министерот, ова е еден од најголемите проекти во македонското здравство, што ќе го зголеми квалитетот на здравствените услуги на пациентите во земјава.